Лазаров, после новогодишните празници стартувате со тренинзи пред Европското првенство. Какви се очекувањата? Па видите, ова е Европско првенство најважно за нашата репрезентација затоа што имаме континуитет во изминатите, ај така да кажам, од 2012 10 години и сме најуспешната национална селекција со таков континуитет. И тоа ни е прва и основна цел, да го задржиме континуитетот, Македонија да биде на големи надпреварувања, на голема сцена, на европски и на светски првенства. Еве успеавме да се пласираме. Очекувања. Треба да имате очекувања, да верувате дека можете да направите успех, да верувате дека можете да направите напредок, за разлика од последните 2-3 години. Но исто така цврсто стоиме на земја, знаеме дека сме една мала земја, знаеме дека сме една национална селекција која што е во обновување, во која што има промена на генерации, тој процес трае веќе подолго време, кој што треба да се доврши. А стоиме цврсто на земја, имаме јака група, имаме јаки противници, сериозни противници, полуфиналисти, освојувачи на олимписки злата, на европски, на светски, Словенија, Данска и Црна Гора, која што исто репрезентација во подем. Но нема да се предадеме, најдобро е добро да се спремиме, најдобро е ние самите да се гледаме, да работиме на наше подобрување, да не се, ајде така да кажам, споредуваме со нашите противници, кои што имаме огромен респект према нив и да се представиме во едно добро светло и да ја представиме нашата држава во едно добро светло. Ова репрезентација е, ајде во наводници да кажам, сакана репрезентација, сакана која победува и мразена која губи, меѓутоа гледана репрезентација и ние ќе направиме све што е од... Направивте подмладување на тимот. Може ли да го повторите истиот успех како пред неколку години? Па добро, подмладување, тоа е процес на подмладување, секојаш на секој собир, на секое правенство влегуваат по еден двајца, тие треба да се докажат и така натаму, но како поминува времето, значи неминовно е тоа, ние имаме уште 3-4, ајде така да кажам, постари играчи кои што се во зрели години, меѓутоа добро е некош да направите спој на младост и на искуство, а како викаат нашите соседи, без старца нема ударца, значи ние имаме такви играчи каде што треба да ги имаме. Знаете како е, искуство е драгоцено и ги негуваме. Ние не сме голема држава, голема нација каде што можеме да бираме од многу играчи, не сме една Франција, не сме една Русија, една Германија. Ние имаме тоа што имаме, треба да го негуваме, треба да му возможиме услови и максимум да извадиме од тој потенцијал што го имаме. Колку се инвестира генерално во спортот и особено во ракометот? Па видите, јас можам слободно да кажам... Ако направите компарација, бидејќи сте имале можност, имате можност надвор да настапувате... Секогаш може повеќе, секогаш може повеќе, а спортот, поготово националните селекции се амбасадор на една држава, сите национални, не само ракометната, и кошаркарската, и одбојкарската, и фудбалската репрезентација и треба да се инвестира затоа што тие ја презентираат нашата држава. Јас сум задоволен, еве со некој вид на финансирање, помагање во клубовите, во националните селекции, но секогаш може повише затоа што националната селекција без разлика која го сплотува народот, го обединува народот. Еден мал успех, ние знаеме да се израдуваме, во денешно време тешко човек да се израдува, а спортот е токму таков кој што знае да ги обедини луѓето, да ги израдува луѓето и затоа треба да го негуваме спортот. Не само за ракометот, сите спортови да инвестираме во младите генерации, каде што можат да не радуваат и да постигнуваат успеси во некои наши рамки, македонски рамки, кои што се за очекување. 2022 година, која ви е најголема желба? Па да сме живи и здрави пред све, тоа е со ова пандемија која веќе трае скоро 2 години, тоа ми е најголема желба. Да го работам она што највеќе го сакам, го посакувам, тоа е спортот, да пробаме да направиме добра работа таму каде што работиме, поготово со нашата македонска национална селекција, да ни го чува Господ паметот, да размислуваме трезвено, да бидеме скромни, да бидеме во исто време и горди као македонци и да не брзаме за некои работи што не сме ги заслужиле, напротив да ги заслужиме и да кој ќе ги оствариме, да се израдуваме од срце, што би се рекло порашки. Ви посакувам успех на престојното европско првенство. Благодарам. Директоре, пред стартот на новите подготовки, а во пресред на европското првенство во ракомет, како ви се очекувањата? Па видете, ние како ракометна федерација ги направивме сите услови
на машката сениорска да им обезбедиме услови за една квалитетна европска репрезентација која што треба да ги добие и што и доликува, бидејќи мислам дека е најуспешна машка репрезентација во било кој спорт, со не знам кој е поред веќе учество на големи надпреварувања европски и светски, и со незините резултати мислам дека го заслужува тоа и спремни го очекуваме овој почеток. Очекувањата не би сакал сега да зборам, бидејќи секој старт носи новини, носи проблеми, затоа ќе почекаме, има време кога може да кажеме што ќе очекуваме. Секој старт носи новини и проблеми. На што алудирате? Па, можам да кажам на спортскиот дел, посебно бидејќи во организацијски мислам условите што ги овозможи председателот и ракометната федерација се безпрекорни, условите сите што беа побарани од страна селекторот и стручниот тим се реализирани, обезбедени се подготовки во првиот дел одиме за Мавро, кај што играме и два пријателски надпревари со Кувајт, кој што ни доаѓа како спаринг партнер, и вториот дел во Скопје тука со Израел, кој што ги играме на 3 и 4, потоа заминуваме за Маđарска на Европското првенство. Неочекувани се повредите, највише страхуваме од тоа во каков состав ќе заминеме на Европското. Бидејќи тука во поширок состав се собравме, тој скратен список од 24 коментари, во кој што може да се случи се што, значи тоа е не зависи ни од организацијски логистичкиот дел, ни од тренерскиот, ни од стручниот, ни од медицинскиот тим. Тоа е повредата, некоја може да се залечи за кратко време, некоја е подолг период. Што за вас ќе биде како менеджмент успех? Да влеземе во четирите најдобри? Во полуфинале? Видете, Европското првенство за мене е по-квалитетно од светското, по-јако, бидејќи ракометот се игра повеќе во Европа. И мислам дека ово Европско првенство е многу потешко да го одиграме него светско првенство. Мислам дека со доаѓањето на Лазаров се внесува доста новини и за мене лично, како директор, лично, значи не зборам во име на федерацијата, мислам дека пролаз во вториот круг веќе ќе значи еден добар старт за македонската репрезентација. Ви посакувам успех. Ви благодарам.